Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе видиме како всушност на некој начин се добива енергијата од мастите. Значи претходно како што видовме, мастите, подочно триглицеридите, се состојани од 3-хидроксидинотахол глицерол, на кој всушност се прикачени масните киселини. Така, прикачени се масни киселини. И сега всушност првично ова нели се наоѓа во сферозомот и под дејство на липаза, значи под дејство на липаза, ево ќе го обележиме, требаше со зелена боја, ама добро, нема врска. Липаза се врши хидролиза. Односно, на некој начин се добива овдека глицеролот, која всушност сега глицерин, и посебно се добиваат масни киселини. Така се откачуваат едни од други. Сега глицеролот има прилично едноставна судбина, тој се фосфорилира, значи му се додаат фосфор и всушност станува глицералдехид трифосфат. Глицералдехид трифосфат, односно ГАП. Сега оваа молекула ја сретнавме доста често, ја сретнавме во фотосинтеза, ја сретнавме во глуколиза и всушност таа може да иде сега се приклучи во кој било процес кај што е потребно, така дали во Калвинов циклус или ќе се приклучи во глуколиза, нели две молекули на ГАБ ќе направат две молекули на трифосфоглицеринска киселина и така натаму и така натаму. Значи за неј се решивме, видовме што ќе се случи. Сега со масните киселини да видиме како ќе проложи нивната деградација. Сега нивната оксидација, всушност, нивното разложување е процес познат како бета оксидација. Значи бета оксидација и наверојатно ова е и насловот на видеото, каде што при процесот всушност на бета оксидација, тоа што ќе го добиеме е всушност ацетил коензим А од овие масни киселини. Исто ќе се добијат и некои коензими, но главното е дека потоа овие ацетил коензим А така ќе излезат и ќе влезат во ТЦА циклусот, односно циклусот на 3-карбоксилни киселини, односно Кребсов циклус. Иако има и други циклуси во кои може да влезат, како глиоксалатниот, за тој ќе збориме во некој си наредно видео, или пак дури може да учествува во глуконеогенеза, односно да направи нови шекери. Значи глуконеогенеза. Сега ензимите кои се потребни за да се одвива оваа бета оксидација, најчесто, мислам, кај еукариотите се наоѓаат во митохондриите. Ама кај растенијата главно овој процес всушност се случува во глиоксизомите и пероксизомите. Значи кај растенијата, ќе ги одвојам со зелена боја, се случува во глиоксизоми и пероксизоми. И веќе бележиме како нека биде жолто топче и нека биде розово топче. И сега да го разгледаме процесот на бета оксидација како всушност се одвива. Сега, пред да разградиме оваа масна киселина, таа всушност треба да се активира. Сега, во овој конкретен пример ние ќе земеме некоја масна киселина која има 6 С атоми, значи 1 С атом, 2, 3, 4, 5, 6 С атоми. Значи, ева ќе бележам, тука имаме 1 С атом, тука имаме уште 1, 3, 4, 5, 6 С атоми. За да биде подлесно за следење, ама тие обично се, не знам, 18 или 16 С атоми и така натаму. Значи тие се поголеми масни киселини, ние ќе земеме 6 за едноставно полесно да го разгледаме процесот. Значи како што реков, првично таа треба да се активира, односно се активира под дејство на ензимот ацилкоензим синтетаз, бидејќи се активира со тоа што се додава всушност коензим А. И при ова се користи всушност АТП, се користи АТП, кој всушност преминува во АМП. Значи АМП. Да го испишам. Значи се трошат два пирофосфати, всушност и тие се заминуваат плюс ППИ. И плюс се внесува коензим А. Значи плюс се внесува коензим А. И тоа што се добива на крајот е всушност истата масна киселина. Ево, ќе направиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, каде што сега всушност е поврзана со коензим А, на начин што овдека имаме S коензим А. Едам да се гледа на тоа. Ева. Сега, откако е активирана, сега следи низа други реакции, каде што првата е всушност, ева, надоле ќе идеме, ензимска реакција каде што имаме ацилкоензим А оксидаза. При што, за разлика од животните, дека всушност се користи кислород, каде што се формира водороден пероксид,
H2O2, кој водородниот пероксид под дејство на каталаза, всушност ќе се разгради понатаму на вода и на кислород, добро, насцетен кислород, ама кислород сепак. А овдека ќе се добие едно соединение кој нема да го именувам, едноставно ќе спомнам дека ништо всушност, добро, ќе го именувам, ама главното е дека не се смени бројот на С атоми, значи ова основното би си останало исто. Така, едноставно се сменја некои работи кои се внатре дека структурата таму се стави двојна врска, нека не се стави, некои мали работи се сменја, но главното мислам бројот на С атоми не се смени. Соединението би било транс 2,1-ил коензим А. Сега, ова соединение под дејство на ензим кој е 1-ил коензим А хидратаза, каде што всушност се користи молекула на вода, така значи H2O влегува дека во реакцијата, се добива L-бета хидроксиацил коензим А. И повторно ништо не се смени со бројот на С атоми. Понатаму следи една ензимска реакција, повторно имаме ензим, кој е бета хидроксиацил коензим А дехидрогеназа. При што, бидејќи е дехидрогеназа, се отстранува хидроген, односно водород. Така, значи имаме NAD, кој поминува во NADH. Но бројот на С атоми се уште останува исти, се добива бета кетоацил коензим А. Сега интересното, каде што сега под дејство на ензимска реакција направиме вака. Значи тоа што ќе се добие под дејство на ацил коензим А тиолаза, каде што всушност ќе учествува коензим А СХ, кој на крај всушност ќе даде молекула вода. Интересно е што ќе се добие. Овдека ќе се добие соединението кое започнаме, значи овдека колку имавме? 1, 2, 3, 4, 5, 6 С атоми. И па сега всушност ќе имаме 4 С атоми. Значи би било 1, 2, 3, 4. Така, 1, 2, 3, 4. И сега повторно дека би имало С со коензим А. А овдека што ќе се добие? Тука всушност ќе се добие, ево, ќе земеме портокалова боја, ацетил коензим А. Што всушност има формула, која направиме овдека, тоа е CH3, С, двојна врска, О, и овдека е поврзано С со COA. И овие два С атоми, гледате овие два С атоми, се тие кои се скратиле од масната верига, веќе сега овдека имаме 4 С атоми. Значи започнавме со 6, сега имаме 4. И само овој процес всушност се кратат С атоми. И се добива една молекула на ацетил коензим А. Сега, уште колку пати ќе се случи овој процес? Прашање, значи сега имаме 4 и на секој пат се крати по 2. Така, уште колку пати ќе се случи овој процес за да стигнеме до 0? Добро, она веќе активирана е, значи од тука некаде идеме. Уште колку пати ќе се случи? Одговорот е уште еднаш дека ќе се случи. Сега некој ќе си рече како уште еднаш, кога имаме 4, така имаме 4, С атоми треба да стигнеме до 0. Така, значи секој одзима 2, значи минус 2, ќе добиеме 2 и после минус 2 на тоа и ќе добиеме 0. Значи два пати треба да се случи. Не, ама заборавате дека ако имаме 4, значи имаме 1, 2, 3, 4 С атоми, еднаш кога ќе се случи, ова кога ќе се скрати, ќе се добие делче од 2 С атоми и едноставно не мора пак да се крати. Го имаме последното делче. Така, значи бројот на колку пати ќе се повтори оваа бета оксидација, овој циклус, е всушност бројот на С атоми, значи N од С атоми, делен на 2 минус 1. Така, ова е некоја формула сега што ја изведов. Значи едноставно, ако имаш 18 С атоми, циклусот ќе треба да се случи 8 пати. Зошто? Значи 18 делено на 2, тоа е 9, 9 минус 1 еднакво на 8. И ова можеме да го тестираме, само наместо да идеме со 18, ќе идеме, не знам, еве, со прескаве со 6, ама еде ќе идеме со 8. Значи ако имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 С атоми, кратиме еднаш, кратиме два пати, кратиме 3 пати
И толку, последното делче само ќе си замине. Едноставно веќе е добиено, така. Значи ако имавме 8, 8 делено на 2, тоа е 4 минус 1 еднакво на 3. Значи таа е некоја си формула n од C атоми делено на 2 минус 1. Сега има тука проблеми, например, со ако имаме не парен број, така, ако имаме 9, ако имаме 11, ако имаме 7, што тогаш? Тоа е малку покомплицирано, тоа нема дека го разгледуваме, но тоа не ви треба во моментов, така. Значи главно е колку пати ќе се случи овој циклус на бета оксидација, ова дека што го разгледувавме, со цел да се разложи некоја си масна киселина која има даден број С атоми, значи ако има 18 С атоми масната киселина, ќе се случи 18 делено на 2 минус 1, што е еднакво на 8. Значи 8 пати ќе се повтори и всушност 8 пати ќе се повтори циклусот, ама ќе добиеме 9 ацетил коензим А. Дејќи последното, како што видовме, последното нема циклус за него, ама и тоа е повторно ацетил коензим А. Значи, од оваа нашава која земав со 6 С атоми, и ќе имавме, ако тука сега ќе си зумирам некаде, имавме 6, зашто таа боја, портокалова, 6 С атоми, всушност ќе се случи циклусот колку пати? Циклусот ќе се случи 2 пати, но при тоа, иако 2 пати ќе се случи циклусот, ќе се добијат 3 ацетил коензим А молекули. Така, значи 3 ацетил коензим А молекули. Веќе секој од овие по 2 С атома, така ова е 2 С атома, ова е 2 С атома, ова е 2 С атома и всушност 3 молекули ќе се добијат, но циклусот ќе се случи 2 пати. Така, значи кога ќе ги добиеш овие две, последното автоматски си останува и не мора да го вршиш ушенашка циклусот, така како имаш едноставно. Сега ќе разгледаме енергетскиот биланс, односно од прилика ќе го видиме. Значи претходно само овдека надополнам нешто што изгледа сум го заборил. Овдека исто FAD преминува во FADH2 и ова е битно. И сега ќе го видиме всушност енергетскиот циклус, енергетската добивка што ќе добиеме. Значи една молекула на ацетил коензим А што ќе ни даде? Една молекула на ацетил коензим А, да речеме дека ќе влезе во, може да влезе во глиоксалата, може да влезе во ТЦА, може да прави глуконеогенеза, но да речеме дека влегува во ТЦА. Така една молекула дека влегува во ТЦА. Еден циклус на ТЦА ни даваше еден АТП, дава еден АТП, ни даваше 4 молекули NADH, заради всушност ќе бидат 3, бидејќи не правиме од пируват во ацетил коензим А, значи ќе бидат 3 молекули NADH и една молекула FEDH2. Значи ова ќе ни го даде секој ацетил коензим А. Значи всушност овие бројки ќе ги помножиме само по 3 и всушност би добиле 3 молекули АТП, 9 молекули NADH2 и 3 молекули NADH и 3 молекули FEDH2. Сега, тоа беше само од ацетил коензим А. Овдека го имаме овој NADH, така, го имаме овој NADH. Сега бидејќи циклусот врти 2 пати, всушност ќе добиеме 2 молекули NADH и ќе добиеме исто и 2 молекули FEDH2. Овдека ова што е. Ајде не го бележам, не се гледа зашто игнато иначе. Ќе добиеме 2 молекули FADH2. Но исто така не забораваме дека искористивме исто така една молекула на АТП. Искористивме една молекула на АТП, значи ова вдека, која требаше да активираме масната киселина. Значи за една масна киселина минус 1 АТП. И ова сега треба всушност да се пресмета, каде што всушност ќе видиме понатаму како всушност работи, но NADH и NADPH исто е, дава 3 молекули на АТП, од која ќе се направи оксидативна фосфорилација во митохондриите. Една молекула на FEDH2 дава 2 молекули на АТП. И сега едноставно се прави пресметка. Да видиме колку NADH имаме. Значи имаме 9. Ќе бележам.
9 плюс 2 тоа е 11. Кај да прележам дека е на страна, ќе го поместиме ова. Значи имаме 11 е на ДХ. Имаме 5 молекули на FeDH2 и всушност имаме 2 молекули на АТП, зашто 3 минус 1 тоа е 2. 2 молекули на АТП. И сега ако направиме на сумација, всушност 2 молекули плюс 11 молекули на ДХ, всушност тоа ни дава 33 АТП, 5 молекули на FeDH2, тоа ни дава 10 АТП. И седна се, тоа би било 45. 45 молекули на АТП. Ке добиеме од оваа масна киселина која имаше 6 атома. Сега ова е пресметка, но во вистинскиот случај една молекула на ДХ никогаш не дава 3 молекули, мислам, дава 3 молекули на АТП, ама најчесто има протекување на мембраната на водници, бидејќи тие се во оптимални услови. Една молекула на FeDH2 не дава 2 молекули на АТП, тоа дава само во оптимални услови. И затоа овој број секогаш ќе биде помал, значи ќе биде помал од вистинскиот. Мислам, вистинскиот ќе биде помал од овој. Значи овој број секогаш 45 ќе биде поголем од вистинскиот, реалниот број на АТП кои ќе се добијат. Значи 45 е во најоптимални услови математички одредени. Сега плюс има кај растенијата, има една оваа пресметка на пример би важела за животни, ама кај растенијата исто има НАДХ кои се трошат за други процеси и не работи исто респираторниот синџир, така што е уште помала од таа вредност кај растенијата. Сега ова не го зима во обзир фактот дека, мислам, ние сега збориме за масната киселина, колку АТП ќе добиеме од масна киселина, но да не забораваме колку добиваме од самиот маст од која почнавме, бидејќи имаме и глицерол. Така, ние не видовме што се случува со глицерол. Мислам, реков дека прави глицералдехид трифосфат. Ама тој глицералдехид трифосфат, ако влезе во глуколиза, така ќе направи еден пируват. Еден пируват ќе направи, од еден глицералдехид трифосфат, ќе направи еден пируват. И тој еден пируват, ако влезе во ТЦА, тој еден пируват ако влезе во ТЦА, всушност ќе даде еден АТП, ќе даде 4 молекули на НАДХ и ќе даде една молекула на FeDH2. Исто дека во глуколиза, бидејќи јас започнав некоја од средина, ќе продуцира 2 АТП молекули. Така што ако и ова го земеме предвид, колку ќе, ако ја земеме и оваа пресметка во предвид, тоа ќе видиме колку целата масна молекула ни дава енергија. Бидејќи ние со бета-оксидација и оваа пресметка што ја правев дека десно, видовме колку енергија ќе добиеме само од масната киселина. Така, од ацил групата. Но ако го земеме целата масна молекула, значи со глицеролот и заедно со масна киселина, треба да внесеме и оваа пресметка овдека, која сега ако ја обработам, значи ова ќе го помножиме по 3, ова всушност ќе ни даде 12 АТП молекули, ова ќе ни даде 2 АТП молекули, тука имаме една, тоа е сега 15 плюс 2, тоа е 17, значи 17 АТП молекули. Значи треба и тоа да го внесеме во сумацијата доле, така. Значи 17 плюс 45 во најоптимални случаи, тоа би било 62. Значи ако внесеме и ова, тоа ќе видиме колку ќе добиеме всушност за целата масна молекула и тоа би било 62 во најоптимални случаи на АТП. Но од самата масна киселина при бета-оксидација, значи видовме во најоптимални случаи ќе добиеме 45. Сега некои крајни зборови за бета-оксидација кај растенијата е дека иако е прилично слична, значи не прилично слична, да. Па да, прилично слична е со таа кај животните, што ќе учиме по биохемија, но таму малку подетално ќе разгледаме. Но кај животните главно резервните масти се главен извор на енергија, митохондриите е местото каде што ќе се одвива овој циклус кај животните и главно е за правење на АТП, но кај растенијата бета-оксидацијата има помало значење во тоа.
со животните и во митохондридите кај растенијата се бета оксидираат само структурните липиди. А овие резервните липиди се врши значи во глиоксизомите или пероксизомите, односно тие се микротелца. И ова се одвива, значи кога треба да рти, значи растенијето. Имаме например семка и внатре, значи ова го разгледавме веќе неколку пати, како што имаме семка и таа се наоѓа под земја и уште нема своји извори и сега таа може да го разложи скробот, што видовме во минатите видеа, но може исто да ги разложи мастите, бидејќи овде има и многу масти. Така, масно зрно е тоа. И да го разложи со бета оксидација да добие енергија и да прави и потребна енергија за порасна и после кој ќе си направи листови ќе може самото независно си работи. Значи бета оксидацијата главно се случува тогаш. И така, и добро. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео, каде што накратко ќе го разгледаме глиоксалатниот циклус. Довидување.